Dobar i ubav den, počtuvani gledači. Verujem дека сите ве наоѓам во добро здравје пред малите екрани и си го чекате вашиот рецепт на денот. Едноставно, емисијата Вкусот на традицијата е создадена за нас и за сите вас. Затоа што ова ни е платформа каде што можеме да си ги скажеме, да си ги презентираме сите стари македонски традиционални рецепти, возобновени, осовременети некои и така натаму, да ги добиваме вашите рецепти, вашите совети и така натаму. Ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, во непосредна близина на Скопје, место создадено идеално за вашето уживање, за сите ваши потреби. Едноставно дојдете овде, поминете си го денот со вашите роднини, пријатели, со вашето семејство, бизнис ручеци, средби и така натаму, ќе уживате. И ве чекаме исто така да ни бидете гости во нашата емисија Вкусот на традицијата. За денешната емисија Вкусот на традицијата, сакам најнапред да ја поздравам нашата гостинка од Австралија, Менче Нинич, која што, како што велам јас, дека е како ризница на македонски традиционални специјалитети, кој што многу успешно си ја презентира својата татковина, својата земја Македонија во Австралија. Менче, добар ден и добре ни дојде и во оваа емисија Вкусот на традицијата. А ти работеше како медицинска сестра во Сиднеј, така? Така. И многу често, кога ќе ми се јавеше, знаеше да ми кажеш дека со колегите си правите пауза, дека имате буквално вработени во болницата, каде што работеше ти, од целиот свет, така? Да. Од целиот свет, што значи имаше од Кина, од Тајван, од Тајланд, од каде не, од целиот свет, од Европа и Индија. Да. Но ми кажа дека буквално сите го чекаат твоето тавче, гравче, твојата пита и токму овие штрудлички со мармалад што денеска ќе ги правиш. И сутлијаш, тие 3-4. И сутлијаш, да. така. Значи се радува. Ти всушност им ја презентираше Македонија на нив преку нашата храна, така? Сите правевме по нешто рецепти и они кажува наредниот пат што да спремам. Се браво. дружевме, да, за паузите. Браво. Верувам дека им ја роди желбата да дојдат во Македонија. Тачно. Така? Само секој не е во можност сега, Така, ама вика да дојдеме, викам прекрасно земја, нема поубава. Да, супер. Ајде, Минче, да видиме како ги правиш ти овие ролатчиња со мармалад, кои што стана популарни во Австралија. Да. Штрудлички со мармалад. Мармалад. Може Што се е секаков потребно? мармалад. Што се е потребно? Јас ќе ставам денеска од кајсија, пошто сега е екот на кајсиите. Така. За бисквитата ни е потребно... Како за бисквитното тесто? Да, бисквитното тесто. Бисквитното тесто. Пола Штрудлите. кило брашно. Пола кило брашно. 250 грама маргарин или путер што имате. 180 грама павлака. Кисела павлака? Да, кисела павлака или така. кисело млеко што имате. Така. И шеќер за одозгора, пошто во тестото не се става, се валкат во шеќерот. И ванила ставаме. Бисквитот го имам тука. Се извинам, едно пакетче ванилин Да, шекер да. и 10 грама, мислам. добро, така. и мелени бисквити. Да. За колку мелени бисквити? Бисквити мелени ќе ставиме, зависи колку ќе бидат потребни за джемот, ако е помек, потечен, за да не се распаѓа кога се Значи, пеше. Да не течи. Така, мелените бисквити ги користиш за да не се растекува. Сега разбрав. Одлично. Ајде сега да преминеме на работа. Прво, од што се започнува? Сега прво вака ќе ставиме една лажица темола. Повели? Ќе ставиме од брашното. Така. И ќе видиме после колку ќе оди. Путерот или маргаринот треба да биде на собна температура. Никако да не е стопен во тавче. Да. Добро. Сега ќе видите зашто. Значи ставаме
исто. Така. И сега правиме трошки со брашното и путерот. Трошки. Прво ќе го измесиме и после ќе го ставиме, ќе ставиме и киселата павлака. Добро, јас ќе ти помогнам околу неа. Не Ова уште, можам значи вака ова да треба го уште да се ленам. прави. Добро. Ке ви треба една оклагија и ке ви треба плех од шпорет со хартија за печење. Да. Значи го месите со раката, едноставно тестото да ви е меѓу прстите. Да, за да И го може топите уште повеќе маргаринот или путерот од топлината на раката. рацете, да. Значи треба вака да биде на трошки, така? На трошки да биде. Мгм. Брашното ќе си го доставиме. Ќе Значи биде тоа. точно половина килограм брашно Точно, за да. 250 грама путер. Путер или маргарин. Со Или путер е маргарин. по друг, по мислам Кој што како има? сака. Кој да. што има по дома. Јас предпочитам рецептите да се поедноставни Така. и да бидат поевтини за гледачите, па и за сите нас некош, нели? И да смените. Така да внимаваме на семејниот буџет, кратко кажано. Тачно. Така. Не сега. Ја ставаме павлаката. Чекај, значи уште еднаш каде им покажеме на гледачите, еве како е, покаже го тестото. Значи како качамак кога се прави. Да. Баш како качамак, така. Добро. Така Сега полесно и продолжуваме. се распоредува Мгм. полесно се распоредува ова еднаквоста на маргаринот со брашното. И Открива сега не се доаѓа на ред павлаката за да формираме бисквитно тесто. тесто, да. И да може да се обработува, да се сучи. Сега ќе Така. направиме една кора од ова. Значи веќе со павлаката можеме да го формираме тестото. Ова бисквитно тесто е навистина потешко за обработување затоа што е тврдо и бара поагресивно и подолго месење, Да, така? и треба точно да се стават на мидлиците, оти нема да може да ви искочи добро. Ако е Аха. превише тврдо, ќе пука целото, значи Така. не ќе може да се формира. Ако е Значи превише точно меко, по ќе се рецептот. разлева. Да. Така. Треба да внимавате на тоа. Ете, видите како сега си доаѓа подобро. Треба добро да се измеси. Можеш и да го извадиш на масата, да го Да, измесиш, а? ќе го можам, да. Да имаш поголема комоција. Не, добро е, сега ќе го направим Аха. така. Малку правоаглона. Ајде. Да го изчистим. Добро. Таму, Повеле. да не ми шета. Добро. Значи вака го вртиш во круг, баш објасни им на гледачите што Ја го правиш. вртам така затоа што така ми е подобро за месење на мене. Аха. И како го вртам, така тоа си се размесува и се мазни, нели? Да, така. Треба да направиме сега една поголема кора. Прво со рака треба внимателно. И ви треба и еден, како што кажа, остар Остар нож. нож, да. Оти ќе се крои тестото, Тачно. така? Да. Да. Ке се крои тестото. А колку треба да биде дебела кората? А сега колку 1 сантим помалку. 1 сантим.
Значи кората треба да биде дебела колку еден прст, така? Колку еден прст, да, може и потанка да биде, сега, значи, телевизија немаме телевизија. Добро. Така, сега како ќе биде, ќе видиме, ама треба да е доволно танка за да може да се виткаат. Така. Од пола навака, по можност правоаголно. Благодариме, Милева. Еве ни донесоа и брашно, резерва. Да не е залепено, пошто е топло времето, сега не Така. се стега маргарино. Ке ти треба стане. брашно од оздола. Добро. Оти е топло и се... Јас ке нарусам брашно. Ова нема проблем. Ете така, добро. Се размесува, се меси, нема проблем. Да. Се формира одма, за да можеме да ги извадиме, иначе ќе биде многу тешко. Така, значи, треба да извадиш една правоаголна кора, Да. така? Правоаголна треба. Е, сега малку да ја прошириме, за да имаме повеќе лентички. Место да одиме навака, ќе одиме На страна. на страната повише. Добро, секако со нож ке сечеш така да Да, можеш ќе го пак уште една изравнам. кора можеш да формираш. Не, една само. Една? Да. Овие што се екстра вака неравните, ќе ги извадиме, тие нема да ни треба. Може некоја кифличка од нив да излезе. Па може се, Да. ама многу нема да вадиме многу, малку ќе извадиме само, за да се изравни. Еве. Тај може, мене ми е повеќе на рака овде. Не, добро, А? окей. Вака? Толку да не е, да. Да. Уште малку да видиме сега колку ќе има, значи Чекај. ќе има. И овде малку да нарусиме брашненце. Малку. Па може, ама да не Да. е превише танка, да не ја сучиме Добро. повише. Ево што овде кај што гледам јас од оваа страна, подебелку кај што е, кај што да. е подебелко, да. Е, така. Добро. Сега да го земеме ножот и ова Повели ножето. да се Ке направиме кифли од тие. Аха. Така. Супер, ти ставај овде. Ке ни излезе уште едно мало ролаче, за да не фрламе ништо. Така? Па може. Да. Ете, Така, сега. Сега треба нешто околу 7 сантиметри од прилика, нели? добро, значи вадиме ленти од тестото од прилика околу 7 сантиметри, така? Прилика. Добро. Толку. Така. И сега да видиме джемот како Аха. ќе биде. Да, ќе ставиме малку бисквита внатре. Може и мелени ореви да се ставите Аха. ако сакате. Така. Значи по вкус, по желба. Джем од кајсија домашен. Сега се зема и се става джем тука. Значи се става во средината. Ќе ставиме во средината и после ќе ги затвориме.
отвараме вака. Значи се затвораат од почеток до крај, така цел ролат се пече или ги сече? Не, ќе ги сечеме Ќе ги сега, сечкаш. да не искача. И се вртат на оваа страна. Аха, горниот дел да дојде од оздола, така? Да. Така ќе лежат сега. И ќе ги ставиме во тавата. Много е топло. Јас ке ставам, а ти мачкај. Така. И тука на сите ке ставам, ти додека ги правиш овие. Помалку. Помалку. Не искачат. Да. Обично кога се работи со путак, препорачливо е поладно да е времето, за да не се растопува. Ова што остане е за дегустација, така? Да. Е, така неки има секаде. Овдека е малку повеќе. Да, има малку повеќе. Добро. Леле, каков е. Има и малина малку внатре. Леле, колку е добро како да јадеш кајсија сега од дрвото набрана. Прекрасно нешто. И од овде едно ролаче ќе ни излезе. Ова има малку поише, ама Ако не има повеќе фил. тешко сеско се затвараат, али добро е. Филот е, да, добро е. И да ви кажам, овој рецепт исто е премногу добар со од туњи джем. Јас ќе морам Аха. ќе видиме како ќе върви. Еви и ова ролаче од фирата што излезе. Еве го. Вака? Да, Супер. Да го ставам таму? да го ставиш. Ајде. Еве го. Многу заере имаме тука. Дај ги извадиме ако... Добро е, сега беше готово, ама нема веза, тоа ќе си биде уште Да. хубаво. Па и да не се правни. Ете така, па сигурно. Така. Мора да лежи на ова страна. Чекај и ова малку вака. Подцукај го. Да, морам да ги сескам овие, пошто Да. тавата ми е помала. Добре. Сега
за да ги исечеме. Од прилика на 5-6 сантими ке дојдат од тука. А како оние готови штрудлички што се продаваат? Да. Со мармалад. Така ќе дојдат убави. Значи ги сечеш на мали парченца. На мали парченца. После ќе ги извалкаме во прав шеќер, а можете и во ваков каков имате, не е проблем. Така. Да. Која ќе бидат испечени, така? Да, Пред така, послужување. да. Значи не Се треба да печат бидат на загреено на многу... 180, околу 20 до 25 минути, зависи од шпорето. Значи не треба да бидат многу врели, така? Да. Ете така. Добро, нека стои. Супер. На колку степени се печат? На 180, загреено 180, 20, 20 на минути. од Супер. 20 до 25. Зависи И од ќе ги шпорето. наросиме со шекер, кристал или шекер во прав, што сакате. Еве како изгледа. Прекрасно. Едва и чекам да ги пробам. Браво. Супер. Драги мои, овие сладки задоволства не може човек да ги одмине. И колку е убаво кога секој ден би имале така по нешто плакичко на трпезата. И еве, менче се потруди да ни ги направи овие штрудлички, да ти кажам, сигурно се твоите пубави од тие што можеме да ги купуваме и што ги имаме во маркетите. Ова барем домашно е. Во кујната во Златно Бурекучково сите ги пофалија. Рекоа, леле, прекрасни се. Ајде сега да си земеме. А за ова не ни треба ни вилушка, ни нож, ништо не ни треба. Значи, одиме со рака. Топли се уште. Леле, колку се вкусни. Кревки. И красатки. Од джемот. Значи, благоста доаѓа само од джемот. Да. Од шекерот во джемот и малку горе ако сакате да наросите. А да те прашам, Менче, може ли, например, со циме да се нароси? Прав шекер и циме. Да. Ако се пунети со јаболко внатре, тогаш ќе ставиш цимето. Например, нова не одговара. Мармаладот има така доминантен вкус на кајсијата, дури и рпка на некои места од малината. Да, има малина. Примети дека има малина. Ова душа си дала за дружење, за кафе, за чај со пријателки, со семејството. Ти благодарам многу што го сподели овој рецепт со нас, навистина е прекрасен. Колку дена може да стојат овие колачи? Колку поише Ако воопшто стојат? Стојат, да. Ако не ги изедите порано, ќе стојат еден месец, нема гале, нема што да се. Ма како, ова за еден ден, ова за сат време оди како алба. Да наздравиме. Ти благодарам многу. Фала, Драги гледачи, секогаш ве испраќам на крајот од емисијата со некоја мисла. Велат, не го мешај мојот став и мојата личност. Мојата личност зависи само од мене, а мојот став зависи од тебе. На здравје! На здравје, драги гледачи, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување!